Нов обид на партиските лидери за договор околу датум за предвремени парламентарни избори. Кај председателот Пендаровски во понеделник напладне ќе се обидат да постигнат консензус. СДСМ денеска повторно лицитира со термини. Сметаат дека 21 јуни е соодветен датум. Ова следува откако желбата на Заев 14 јуни падна во вода по новата вонредна состојба. Социјалдемократите порачуваат дека изборните дејствија треба да продолжат каде што застанале. Втората половина на јули пак е термин кој е во игра според изјавите на председателот на ДИК Дерковски. Тој во емисијата Што не е јасно на Алфа истакна дека за завршување на сите изборни дејствија се потребни 45 до 50 дена. Според овие математики и со оглед на тоа што вонредната состојба која вчера ја прогласи Пендаровски завршува на 30 мај, изборите би можеле да се одржат и на 19 јули. Дерковски смета дека треба да се изготви нов роковник и предупредува дека ако се инсистира на скусување на роковите од 22 дена по вонредната состојба, можно е тој да не го потпише избирачкиот список. Очекува тоа да го сторат и неговите колеги. Првиот човек на ДИК смета и дека за спроведување на изборите ќе бидат потребни 100.000 луѓе. Државната изборна комисија мора да има 45 и до 50 дена за оптимално да се завршат сите дејствија за процесот да биде крајно легитимен и да не се доведеме во ситуација да било кој од мониторите кои што ќе го мониторираат овој процес на крајот на денот да каже извинете, овие избори не ги спроведовте како што треба. А тоа, верувам, на никој во оваа држава не му е сега, би рекол, нема да му биде драго доколку се случи тоа. ВМРО ДПМН пак смета дека не треба да се лицитира со рокови и здравието на граѓаните да биде на прво место. Со тоа што СДСМ упати ултиматум, избори или во јуни или редовни во декември, покажа дека не име грижат за здравието на граѓаните, туку се борат за што потесен пораз. Со ова им падна во вода и тврдењето дека биле за брзи избори, сега, затоа што на есен ќе имало нов бран на корона, кога тие бараат избори во декември. ДИК до председателот Пендаровски достави мислење за тоа како би требало да се спроведе изборниот процес. Лидерите се согласија и дека здравствените власти треба да одлучат кога треба да се спроведат избори, а ОПСЕ и ОДИХР треба да одлучат дали ќе можат да испратат наблюдувачи.